со мојот колега Александар Динев во студиото. Пред се ќе ви посакам добри дојди на двајцата. Се надевам дека и вие ја чувствувате оваа убава енергија што имаме во магазин. Така, добар ден и од нас, и ние чувствуваме позитивна енергија. Се надевам ќе предизвикаме уште поголемо внимание кај гледачите со денешната тема. Да, пред да почнеме темата, ќе погледнеме еден рекламен блок. Пред тоа само да ја прашам сестра Гордана, дали успевате, познавајќи го вашиот убав темперамент, храброст, одлучност, да се носите со оваа ситуација во која што сите се наоѓаме? Па видите, да ви кажам, јас храброста ја црпам од мојата сестринска фела. Да имате 5000 медицински сестри позади вас, кои очекуваат секој ден да го подигнете гласот за нив и да зборувате во име на Унијата, значи дека мора да имате енергија. Наклон за сите медицински сестри до земја, без разлика што седам. Да. Ете, така се надевам ќе биде и во продолжение. Значи, разговорот ќе следува за кратко. Тука некаде ќе направиме пауза, да ги погледнеме рекламите, а потоа бидете со нас за да слушнете што во продолжение имаме да кажем. Во продолжение на магазин следува разговорот со мојот денешен гостин, сестра Гордана Бешлиовска, председател на Унијата на Сдруженија на медицински сестри, предводено од Сдруженијето за нас. Сестра Гордана, добар ден и добре дојдовте во магазин. Добар ден, ви благодарам што го подигате гласот на медицинските сестри. За почеток она прашање кое со години наназад се провлекува и ја интересира пред се јавноста, има ли доволно медицински сестри во Македонија, имајќи во предвид дека ваков стручен кадар со години наназад прави одлив во странство, но и во приватните здравствени установи? Па така, видите да ви кажам, ние впрочем сме дефицитни и бевме дефицитни и сме во континуитет дефицитни и во некои други услови, не само во пандемиските услови. Сме го зборувале тоа многу пати, има стандард кој што врз основа на бројот на население и на жители, значи треба да изнесува на 100.000 жители 750 до 800 медицински сестри. Меѓутоа, ние, според некои неофицијални бројки кои што ги имаме во Унијата со оглед на тоа дека го немаме законот и не е изрегулирана професијата преку нашиот регистер на пребројување, имаме сознание дека сме некаде околу 7.500, што значи дека сме 300 до 350 на 100.000 жители и значи констатацијата е дека недостасуваме во старт 50%. Во овие услови сега на пандемија, таа дефицитност е уште позголемена со оглед на тоа дека ни се случија и спорадични заминувања на сестрите во странство, ни се случија преминување на сестрите од јавното во приватното здравство. Зошто си одат од јавното од премор, заминуваат во приватно здравство или надвор од државата? Па видите да ви кажам, преморот е сега во моментот и напливот на пациенти и во приватниот здравствен сектор и очигледно дека и тамо се сестрите изложени на отежнати услови на работа и континуитет, меѓутоа си заминуваат заради подобрите услови и заради поголемите лични доходи кои што се голем проблем во јавниот здравствен сектор на медицинските сестри. Ние зборуваме и кажуваме дека нерегулираноста на нашата професија како базна и основна проблематика, значи ги долеа сите други проблеми кои што во екот на пандемијата се надоврза на целокупната таа ситуација и колку и ние да не сакавме да зборуваме за основните проблеми со медицинските сестри, сакавме да бидеме што е можно по-професионално насочени во овој дел во пандемијата кон пациентите, не може заради тоа што се што се случува во болниците всушност се надоврзува на основата на нерегулираноста на професијата, на непризнавањето на медицинските сестри и така. Подоцна на она што е клучно на почеток, колку се заштитени сестрите, медицинските сестри, имајќи го во предвид фактот дека веќе 8 месеци живееме во пандемија, а токму медицинските сестри заедно со лекарите и останатиот технички персонал се на првата борбена линија во битката со ковид. Видите, ние кога зборуваме за безбедноста, не мислиме само на заштитната опрема која што ја носиме, која што знаете дека во почетокот беше исто така проблем. Се најдовме затечени во целокупната ситуација, па имавме ситуации дури и на недоволна заштитна опрема. И кога зборуваме за безбедносните услови, зборуваме за сите оние комплетни услови кои што се потребни на работните места да ни бидат обезбедени. Во овој момент сестрите не се изложени само на ризик од зараза. Ние поминуваме низ многу еден голем психички стрес за кој што нели нормално ќе дојдат времења кога ќе ги мериме последиците што ќе се случи, што со сите луѓе кои што се разболеа, кои што
развија клинички слики, што со медицинските сестри кои што се сега во моментот во болниците со клинички слики разболени, кои што со сите тие кои што не се рехабилитираат. Имаат ли сите сестри здравствено осигурување, еве кога отворивме тема за лекување и заразено со ковид? Ако зборуваме за сестрите кои што се во редовен работен однос, да, нели нормално сите имаат пензиско и здравствено осигурување. Но за оние со договор на дело? Меѓутоа статусот договор на дело во болниците кои што не е присутен со години наназад, па и сега на жалост во екот на пандемијата, тоа се медицински сестри кои што работат за републичкиот просек од 14.000 денара и немаат здравствено и пензиско осигурување. Имаме информација дека на инфективната клиника има вонредна мерка со која што тие сестри кои што се таму ангажирани како договор на дело земаат 22.000 денара. Мислам дека ние од Унијата кажуваме и апелираме дека во вакви услови на пандемија и во други услови, значи, нашата професија не е професија која што може вака да биде на ваков начин регулирана со статуси на договор на дело. Ова во овој момент представува едно сериозно нарушување на нашето достоинство и едно сериозно загрозување на нас како личности, пред се како луѓе, како профил. Така, сакате да кажете дека има сестри и во овој момент кои работат во ковид центри, се изложени директно на ризик за инфекција со вирусот, но нема здравствено осигурување. Тоа значи дека доколку се инфицираат, сами ќе треба да се го сносат трошокот за лекување. Така, многу убаво ме разбравте и нашите апели се дека сите сестри кои што сега не само во ковид центрите, во сите здравствени институции, каде што се ангажирани по основ на договор на дело, статус, апелираме до здравствените структури веднаш, одма и сега да им се направат отворени конкурси на кои што ќе бидат вработени во редовен работен однос. Имате ли ориентациона бројка за колку лица станува генерално за во јавното здравство? Ако ги гледате бројките со кои што излезе агенцијата за вработување, каде што нели преку 800 сестри ги водат како пријавени во бирото, можете да дадете равенство на таа бројка на сестри на договор на дело, бидејќи тие условно немаат решено работен статус во редовен работен однос и тие се тие кои што се пријавуваат за да бидат конкурентни на конкурсите. Она што е разочарувачки во овој момент и информациите што стигаат кај нас од нашето членство од здравствените институции е дека и моменталните конкурси и моменталното повикување за подобрување на бројките на сестрите во здравствените институции е повторно за статус договор на дело. Ние од Унијата не можеме тоа да го прифатиме и ќе апелираме и значи секојдневно ќе реагираме секаде докај што треба и до министерството и секаде и бараме условно медицинските сестри да не бидат ангажирани во ваков статус. Мислам дека се чувствуваме како ќе се изразам така како глинени голуби. Знаете, кога имате непознат непријател и кога сакате да ангажирате луѓе каде што е висок ризикот на заразност и каде што имате психички стресови, вие треба да ги подобрите условите од сите аспекти, а да не зборуваме за финансиските услови. Јас не сакам да правам компарации со војна, меѓутоа, знаете, професионалната војска во Авганистан за колкави финансии се ангажира. И сега вие сакате да имаме условно, зборуваме за дефицити на медицинските сестри, а ги повикуваме по основ на договор на дело и волонтерство да ги ангажираме во болниците. Сметам дека не е човечки, не е хумано. И да имате во моментот во ковид центрите сестри со нерешено што ќе се случи со тие што ќе се разболат, а немаат здравствено осигурување. Мислам дека нешто кое што го апелираме сега во моментот е сите тие сестри кои што се наоѓаат во сите здравствени институции со ваков статус да бидат веднаш вработени со статус на редовно вработени и нека бидат прераспределени во ковид центрите да работат и да помогнат на другите медицински сестри услови. Меѓутоа со вакви услови, со ваква со вакво месечно плаќање на нивниот труд, мислам дека нарушено е достоинството на медицинските сестри, мислам дека сите граници се поминати. Така, пред да продолжиме со разговорот, да ги поканам и нашите гледачи, може да се вклучат со нивните прашања на добро познатиот телефон 0231165566. Сестра Гордана, кога го споменавме и законот, докаде е тој закон кој треба да ги заштити сестрите и во вакви вонредни услови за да не се вработуваат со договор на дело? Видете, основата на сите проблеми кај медицинските сестри лежи во нерегулираноста на нашата професија, односно во тоа што ние го немаме законот за нашата професија. Кога ќе се отворат поглавијата за здравство за влез во Европската унија, едно од најосновните прашања во Европската директива за регулирани професии ќе биде и статусот на медицинските сестри во здравствените институции. Постојат по Европската директива дефиниции во здравствените институции каде што сестрите мора да бидат не само по стандардите на број, меѓутоа мора да бидат и по своите квалификации. Ние немаме квалификација на нашата професија во здравствените институции. Не сме препознаени. 4 високообразовни институции произведуваат високи медицински сестри и во истите тие образовни институции
раководители, професори, доктори од здравствените институции не школуваат нас, бидејќи ние немаме право да учествуваме во предавањата, затоа што така е поставен законот. И дури здравствената нега која што ние работиме во болницата, болниците ние предаваат докторите во високите образовни институции. И таму кога не школуваат, ние завршуваме како високи сестри. Меѓутоа кога ќе дојдеме во болниците, да се сретнеме со нив по однос они ни се од пак сте подчинети на некој начин. Да, они се од страна сега на раководители и не признаваат. Значи они не школуваат во високите образовни институции, ама кога ќе дојдеме во болниците, не признаваат. Истите тие наши професори кои што не школуваат, се и менаџери во болници, професори, доктори, началници, раководители, и тогаш проблем е во буџетите да бидат медицинските сестри опфатени и признаени со нивното високо образование, и тоа е многу демотивирачко. Ние ги произведуваме, а во здравствените институции не ги препознаваме. Јас не знам до кога оваа спрега вака на ваков начин нема да биде регулирана. Од друга страна, имате конкурси во болниците на кои што... Пред да продолжиме со конкурсите и со сегментот на образование, имаме гледач на линија. Добар ден, повелете со вашето прашање. Ало, добар ден. Ало, добар ден, дали се слушаме? Се слушаме во програма, сте повелете? Да, овде вработена на клиника Мајка Тереза, во контекст со ова сега што го зборувавте, значи за непризнавањето на завршено средно медицинско училиште, а вработени сме како транспортери на клиниката и инволвирани во ковид ситуацијата, директно изложени на сите предизвици таму. Ве молам, ако може сестра Гордана да одговори на ова прашање. Кога тоа ќе се реши за нас? Вработени како транспортери, а имаме завршено средно медицинско образование. медицинско училиште. Ви благодарам. Она што сакам да го кажам, во меѓувреме работиме како медицински сестри, мислам, инволвирани во оваа ситуација. Така. Многу се проблемите на медицинските сестри, значи од сите аспекти. Значи да не се повторува, меѓутоа основата е во нерегулираноста на нашата професија. Колку што ја разбрав гледачката, таа евидентира заплата како транспортер, а сега е ангажирана. Од тука произлегуваат сите овие проблеми. Пазите, медицинските сестри имаат интервенции, значи работни задачи и компетенции на работните места безброј. Меѓутоа, никаде не се знае прагот, границата, каде, кој колку снесува одговорности. Дали вие од позиција на сестра со средна стручна спрема или на сестра со високо образование или сега специјализирана медицинска сестра, работите во текот на денот во тимот, допринесувате сите заедно, на крајот на денот зимате сите различен личен доход, а немате никаде запис за вашите одговорности. Сите работите исто, одговорности, значи не се знае прагот. И каде завршува прагот на сестрите, почнува на лекарите. И од тие причини, значи, интервенциите наши на работните места е вака сестрите ги носат во нерешени статуси и тоа е едно огромно незадоволство. Ние бараме законот, кога треба законот да не регулира, тој ќе не регулира и по основ на образованието, по однос на нашите должности, по однос на нашите права и ќе не донесе и до прекршочните одредби. И ние сме во нашата професија. Тогаш вистински ќе функционира тимот заедно со лекарите и со останатите. И законот ќе ја донесе комората, ќе го донесе правниот субјект кој што ќе биде репрезент во здравствените структури. Ние сега не сме имплементирани во здравствената политика. Не учествуваме во носењето на одлуките, за ништо не сме прашани. Ние немаме сестра во комисијата за заразни болести, а имаме сестри кои што се стручни, обучени во интрахоспиталните инфекции во болниците, сестри раководители во хоспитал. Апсолутно, значи ние најубаво знаеме како треба да се имплементираат работи. Пред се на гледачите. Добар ден, повелете со вашето прашање. Ало? Во програма сте, повелете со вашето прашање. Добар ден. Добар ден. Прво сакам да ве поздравам вас во сите од телевизија и би сакала да поздравам гостинката Гордана Бешлиевска, сестрата. Значи, стварно беше редно еден вако прекрасен човек со големо срце и душа да присуствува во вашата емисија. Јас имам лежено во војна и ми има многу помогнато сестра Гордана и посакувам многу здраве на нејзината фамилија. Тоа е прекрасен човек и мислам да е она на врвот на здравството, дека многу подобро ќе биде здравството. Се најубаво посакам, нема зборови со кои што може да се покаже нејзината добрина и би поставила на сестра Гордана едно прашање. Дали лаборантите и болничарите ќе добијат решението се по договор? Затоа што истата работа ја обавуваат во ковид центарот и они се соочени со опасност од COVID-19. Многу поздрав. Ви благодариме за вашето јавување и за пофалните зборови. Сестра Гордана, Анки Цовдека. Поздрав.
Поздрав и до вас. Повелете дали и лаборантите и колку ще знаете како кога зборуваме за проблемите на медицинските сестри, тука може, значи, заедничкиот именител и на нашите сродни струки, јас така би се изразила. Нашите сродни струки, лаборантите, фармацевтите, рентген технолозите, да не заборавам некого да не ми забележат. И тие се соочуваат со нерешени статуси во болниците и тие исто така работат во статус на договорно дело. И во нивната област исто така Истите проблеми се и мислам дека и они заслужуваат, апсолутно се сложувам дека во овие сега отворени конкурси за кои што апелираме ние, во кои што треба да се мени статусот на медицинските сестри, заслужуваат и овие сродни струки наши, значи да добијат редовен работен однос. И тие се изложени во оваа ковид пандемија исто така како ние ги делиме на нашите колеги кои што се директно изложени во ковид центрите, директно со пациентите и оние кои што се изложени на контакти со ковид пациентите низ преводните оделенја, низ целокупната диагностика која што поминуваат се додека да бидат сместени во ковид центрите. И тука за системот на ротација, не само лекарите. Сведоци сме изминатите 7-8 месеци и сестрите се вклучени во системот на ротација. Тоа значи дека една медицинска сестра која никогаш досега пред пандемијата не се сретнала со инфективно заболување, ниту пак со ковид, бидејќи нова болест, се впуштаа да работат во ковид центри. Колку е ова ризично пред се за нив самите, но и за нивните семејства, бидејќи предпоставувам дека минимална е обуката пред да влезат во самите ковид центри? Видете да ви кажам, ние сме на ризик изложени во пандемија. Не мора да сме во пандемија за да бидеме во ризик. И сметам дека сето оно искуство кое што го имаме во здравствените институции и во сите други области е една добра основа и база, значи да се сестрите надоврзат и во овие ковид центри во работата. Не е проблемот во тој дел, значи ние знаеме и умееме во тимската работа да бидеме колегијални меѓу себе, да се менторираме едни со други, да се надополниме. Проблемот е што сме многу малку и што тие луѓе кога ќе дојдат од други здравствени институции ќе бидат ротирани, пред се треба да имаат и услови за да можат овакво да се пружат себе си во тие здравствени институции. Унијата апелираше дека потребни се финансиски средства за тој нивни одвоен живот. Потребно е на посебен начин да биде регулирано нивното плаќање. Ние се соочивме со една дестимулација на тој персонал и беа платени врз основа на рамката во здравствените институции од каде што доаѓаат, а не во условите во каде што работат. Ние зборуваме и кажуваме и бараме условно тој коефициент за заразен додаток кој што не следува по колективните договори во здравствените институции во овие услови на пандемија за тие медицински сестри да биде пренасочен во дупла цифра. Значи, ако е сега 3,4% на основицата на личниот доход, да се претвори во 6,8 до 7. Што значи тоа? Да остави траг во личните доходи на тие луѓе кои што еден ден, нели, како што гледате, сите можат да се пензионират на 64 години, ние ќе видиме не се опатени. Дури и сега имаме вонредна мерка со која што се сопрени пензионирањата на сестрите, меѓутоа немаме мерка со која можеме да ги спречиме да се одлеваат и немаме мерка со која што ќе ги стимулираме да дојдат во болниците и да работат, каде што ни се потребни сериозни стимулирачки мерки. Секоја награда е добро дојдена. Меѓутоа еднократните награди во моментот и начинот на кој што вака сме наградувани не го следи трендот на континуитетот на целокупната ситуација. Медицинските сестри во ковид центрите треба да имаат дуплирани лични доходи, треба да има вонредни коефициенти кои што не соодветствуваат со нормалните колективни договори сега во овој момент. Ризикот е многу голем, изложеноста е преголема. Како што кажавте, значи не е само за себе и за нивните семејства. Потребни се услови на работните места. Ние сме во оваа професија и треба да ја работиме. Сме професионалци. Меѓутоа заслужуваме услови. Заслужуваме да бидеме платени за оваа работа во која што сме сега. На сестрите им се потребни суплементи да го подигнат имунитетот. Значи, во целокупната ситуација, да не зборуваме за условите на работа, каде што мора да имаат услови врз основа на кои ќе се излезат од работното место безбедни за да се дојдат дома ке семејствата. И по основ на заштитната опрема и по однос на условите и просториите за чисто, нечисто, хигиена, механичко чистење и така понатака. Колку сестри од почетокот на пандемијата се инфицирале со вирусот? И еве како за крај да заклучиме и како сестра Гордана Бешлиовска се штити од коронавирус? Па имаме многу, бројките зборуваат дека сега во моментот имаме околу 300 здравствени работници кои што се заразени на жалост, имаме и доста сестри кои што се во изолација, се надевам дека многу од тие, значи нема да дојдат во ситуација да развијат клиничка слика. Имаме многу кои што се вратија како реконвалесценти
Овакво, меѓутоа ги прати еден голем замор и сите они се жалат на тоа дека здравствената состојба не им е така како што беше пред нели да се инфицираат. Бараме за сите нив една рехабилитација, воздушна рехабилитација, заслужуваме, потребни се суплементи, потребни се витамини, потребна ни е континуитет на заштитната опрема, потребни ни се нови мерки со кои ќе бидеме стимулирани, потребно е да се тргнат овие статуси на нерегулираната професија, потребно е законот, потребен ни е сектор за сестринство во Министерството за здравство, каде што ги лоцираме, централизираме сите проблеми од теренот и ќе ги понудиме решенијата за целокупните наши проблеми. Заштитата мора да биде на многу високо ниво, пред се мора да внимаваме на контактите. Тоа е сето она што нас, здравствените работници, не задолжува во целокупната оваа ситуација. Ние како промотори и здравствени воспитувачи мораме се оно кој што го нудиме и го кажуваме и го промовираме како безбедносни мерки, пред се да го почитуваме, да се трудиме максимално колку можеме да се заштитиме себе си, околината околу себе си и нашите најблиски. За медицинските сестри има голем број на прашања, меѓутоа времето ни е ограничено. Се надевам дека повторно ќе бидете дел од магазин и се надевам нареден пат кога ќе ве поканиме како гостин ќе имате решено барем дел од проблемите. Па јас се надевам дека ова ќе допре до здравствените власти и на некој начин ќе ја добиеме компетенцијата да ги понудиме решенијата за нашите проблеми. Ги поздравувам сестрите, им посакувам да се чуваат, ќе го подигаме гласот колку што можеме, им благодарам на сите кои што се ослонуваат на унијата и на здруженијето, не знаете какви се информации и пораки добиваме од сите нив. Посакувам сето оно кое што е проблем во здравствените институции брзо да го надминеме, да искочиме сите од оваа ситуација, населението да биде многу посовесно, а ние многу поискусни. Ви благодарам уште еднаш. И на вас. Јана, тоа беше разговорот со сестра Гордана Бешлиовска, председател на Унијата на Сдруженија на медицински сестри. Александар, благодарам за убавиот разговор. Се надевам, само ќе додадам дека потребниот третман и респект ќе го добијат оние лица на кои што ние се подпираме и чија што помош ни е најпотребна во нели тешки ситуации. Време е тука некаде да им се заблагодарам, се разбира и на нашите гледачи. Ќе ви посакам како и секој пат да го дадете максимумот и да го задржите.